Значи, граѓаните на општина Радовиш заслужуваат да имат здрава и чиста животна средина. И јас се надевам дека ќе продолжиме и понатаму да функционираме со единствена цел за подобрување на самата животна средина, нормално и бенефитот на граѓаните на општина Радовиш да биде во ред. Има ли капацитет Радовиш да воведе енергетска ефикасност и во останатите објекти кои што се под надлежност на локалната самоуправа или пак ќе се бараат донатори и фондови како домашни така и странски со оглед дека цела Европска унија се стреми кон енергетска ефикасност? Па во секој случај, ние во нашата програма 4 годишна имаме предвидено доста вакви енергетски ефикасни објекти, како еден од главните енергетски објекти во иднина ќе биде нашата спортска сала, да ја направиме енергетски ефикасна и да трошиме што е можно да ја намалиме потрошувачка на електроенергијата. Ние во општината такви средства немаме доволно, и од тие причини ќе бараме донации од Европска унија, нормално донации и од развојните програми како што е JICA од владина развојна програма на јапонската влада, исто така и владината развојна програма ТИКА од Република Турција. Во моментот исто така гради едно училиште во село Калузлија, така да сметам дека со нашата инвентивност на мене како градоначалник и моите соработници, тоа ќе биде главната преокупација во иднина.